Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев со вчерашната пресконференција во изден, кога се викаат на распит и замолчување двајца новинари, упати јасна порака до граѓаните и до новинарството, односно до седмата сила, а тоа е дека треба што побрзо да замолчат или можна е сите да одат во затвор. Зоран Заев вчера представи план за цензура. Со вчерашниот план Заев и СДСМ напоменаа дека сакаат да не направат нас тука како во Северна Кореја, земја во која што граѓаните не знаат што се случува во сопствената држава, а не пак надвор. Заев и СДСМ се плашат да бидат откриени за целиот свој криминал, што го прават, па затоа носат вакви планови од кои е згрозена целата јавност, каде што медиумите се соочуваат со уцени, закани и со цензура. Ако некој треба да се справи со лажните вести, тоа се граѓаните кои секој ден се лажени од Зоран Заев и од власта. Такви вести ги има многу секојдневно. Например, лажна вест е дека Зоран Заев не знае кои се Кики Фрики. Лажна вест е дека СДСМ не стои позади рекето. Лажна вест е дека Курто Дудуш не малтретирал и не тепал и навредувал своји сограѓани. Лажна вест е дека секретарот на владата на Заев не учествувал во незаконски разговор за тендер тежок 7 милиони евра. Лажна вест е дека изјавата на Заев дека Македонија лани во јуни доби датум за преговори, односно за почеток на преговори. Лажна вест е дека Заев додека дише нема да го смени уставното име и дека ќе ги штити идентитетот и жицата македонска. Зоран Заев, ангажирајќи ги сите државни институции под негова контрола, сака да го угнете народот и новинарите и медиумите и како што гледате сака да воведе цензура. Планот на Заев за диктатура во Република Македонија не може и не смее да успее и нема да дозволиме да успее. Зоран Заев и СДСМ мора што побрзо да си одат од власта и да бидат сменети на предвремени парламентарни избори. Благодарам.